Стотици луѓе загинаа или се повредени откако земјотрес со јачина од 6 степени ја погоди тешко достапната североисточна покрајна Кунар во Авганистан, соопштија властите, додека спасувачите пребаруваат низ урнатините на куќите за преживеани. Последните податоци велат дека има над 600 мртви и над 1300 повредени. Првичните извештаи покажуваат дека бројот на жртви е 30 во едно село, соопшти Министерството за здравство, но додаде дека точниот број се уште не е утврден во регионот со расфрлани населби со долга историја на земјотреси и поплави. Бројот на мртви и повредени е голем, но бидејќи областа е тешко достапна, нашите тимови се уште на терен, објави Министерството за здравство. Стотици повредени лица се однесени во болница, изјави портпаролот на покрајината. Бројот на повредени веројатно ќе се зголеми како што пристигнуваат извештаи од оддалечените области. Спасувачите работеа во неколку области на планинската покрајна, каде што се случи полноќниот земјотрес на длабочина од 10 километри, соопштија властите. Авганистан е подложен на смртоносни земјотреси, особено во планинскиот венец Хиндукуш, каде што се среќаваат индиската и евроазиската тектонска плоча. Серија земјотреси однесоа повеќе од 1000 животи минатата година, што ја истакнува ранливоста на една од најсиромашните земји во светот на природни катастрофи. Училишното звонче вчера го означи почетокот на новата учебна 2025-2026 година за 245.000 ученици, односно 177.800 основци и 67.200 средношколци. До Министерството за образование се пристигнати податоци за 17.250 првачиња и 17.230 ученици во прва година во средно образование. Но податоците не се конечни со оглед на тоа дека училиштата се уште доставуваат бројки. Наставак има до 10 јуни. Исклучок ќе бидат матурантите, за кои редовните часови ќе траат до 15 мај. Обезбедени се учебници за сите ученици, а првпат по 7 години ќе има и учебници по странските јазици. Вештачката интелигенција влегува во наставата, а образовни асистенти ќе можат да добијат и средношколците. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на пресконференција информираше дека во повеќе училишта условите за настава се подобрени, а инклузијата е подигната со ангажирање на зголемен број образовни асистенти во основното и првпат во средното образование. Втора учебна година поред започнува со учебници за сите ученици. Целосно нови учебници има за 7 оделение во основното образование и за прва година во гимназиите, поради примената на нови наставни програми. И најавувам дека ваквиот процес на обнова на наставните содржини ќе има континуитет. Прв пат после 7 години учениците ќе добијат и учебници по странски јазици, англиски, француски, германски и италијански јазик, истакна Јаневска, нагласувајќи дека сите се испечатени, над 90% од тиражот е веќе испорачан. Во периодот од 1 до 31 август годинава, како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава, издадени се 19.343 платни налози за сообраќајни прекршоци, од кои 6.730 се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење, соопшти Министерството за внатрешни работи. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило. Согласно кривичниот законник биле 82 лица, од кои 46 за возење под дејство на алкохол, 10 за возење под дејство на наркотични средства, 2 за возење во забранет правец, 13 за возење со брзина поголема од дозволената во населено место, 11 за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место. Во текот на месец август евидентирани се 4113 прекршоци за неправилно паркирање, 1825 мерки изречени за возачи што управувале возило без возачка дозвола и 455 санкции за возење под дејство на алкохол. Од друга страна пак, согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, санкционирани биле 1149 возачи на мотоцикли за неносење на заштитен шлем, а санкционирани се 164 пешаци и 81 возач на електричен тротинет. Исто така санкционирани се 803 учесници во сообраќајот кои што не користеле сигурносен појас.
Согласно законот за возила, 411 возила биле отстранети од сообраќај поради тоа што биле нерегистрирани, а 92 заради техничка неисправност. Од МВР нагласуваат дека сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Оттаму апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Рускиот председател Владимир Путин се обиде да ја оправда инвазијата на Украина пред своите сојузници, обвинувајќи го Западот за провоцирање на конфликтот. Оваа криза не започна со рускиот напад врз Украина, туку е резултат на државниот удар во Украина кој Западот го поддржа и охрабри, рече Путин на самитот на Шангајската организација за соработка во кинескиот град Тиенџин. Друга причина за кризата се постојаните обиди на Западот да ја вовлече Украина во НАТО, додаде рускиот председател. Конфликтот во Украина започна во 2014 година, по месеци масовни протести познати како револуција на достоинството, кога беше соборен прорускиот председател Виктор Јануковиќ. Кратко потоа Русија го окупираше и анектираше Крима на истокот од земјата во Донецки и Луганск избувнаа борби меѓу украинските сили и проруските паравоени групи, со директна поддршка од Москва. И покрај договорите од Минск од 2014 и 2015 година. Војната во Донбас никогаш навистина не заврши. Ситуацијата драматично ескалираше на 24 февруари 2022 година, кога Русија по наредба на Путин започна целосна инвазија на Украина. Рускиот председател оцени дека разбирањето постигнато со американскиот председател Доналд Трамп на нивната средба во август во Алјаска создава можности за решавање на конфликтот во Украина. Путин изрази благодарност за напорите на Кина и Индија во насока на олеснување на решавањето на украинската криза. Сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се движи во интервал од 9 до 18, а максималната ќе достигне од 26 до 34 степени Целзиусови. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 34 степени Целзиусови. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, утре времето ќе биде променливо облачно, наместа нестабилно, со локален дожд и грмежи. Изолирана појава на нестабилност ќе има и во четврток.